Димитар Бајрактаров и Иван Мастев ќе бидат дел од македонската математичка олимпијада што идниот месец ќе се одржи во Скопје. Двајцата ученици од трета година природно-математичка струка од Јане Сандански на државното првенство ги освоија првото и третото место, со што се изборија за уште еден степен на надпреварување. За Димитар, кој сонува да студира во Бостон, Америка, задачите од државното првенство биле лесни и ги решил за неполн час, иако останатите останале да ги решаваат уште 2 часа. Имавме зададено време од 3,5 часа, јас задачите ги решив за околу 1 час. Тешки ли беа? Може би беа тешки, но имав работено порано слични задачи и не ми беше тешко да ги совладам. Логички беа или пак едноставно за тебе беа чиста рутина? Може да се каже дека ми беа како рутина, но имаше една задача која што не бев решавал од таа област на математиката и ми требаше повеќе време да размислувам и да ги извадам формулите за решавање. Бајрактаров и Мастев не се единствените најдобри математичари од Струмица од училиштето Јане Сандански. На 59-то државно првенство се истакнали и други ученици од ова училиште, со што докажале дека Струмичката гимназија ги продуцира најдобрите по математика во земјава. Најуспешни ученици од трета година меѓу нив најдобар ученик од Димитар Бајрактаров, кој освои првата награда, Иван Мастев ја освои третата награда, и Атанас Костов по фалница, ментор нови ученици Елизабета Витанова. Од прва година ученикот Димитар Звонимир Митев освои по фалница од менторство на Елена Лазарева, а од втора година ученичката Сара Карачанакова освои по фалница под менторство на Петро Ѓорѓев. И голема благодарност до учениците и менторите кои дадоа се од себе за освојување нови награди и со тоа потврдија дека гимназијата останува расадник на млади математичари. Македонската математичка олимпијада е филтер кои деца од Македонија ќе заминат на светското првенство за најдобри математичари во Хонг Конг, за каде Бајрактаров сонува за да ги покаже своите познавања од областа на алгебрата и геометријата.